Кога ќе дојде понеделник, чекаме да дојде петок. Кога ќе дојде први, чекаме да заврши месецот, а во текот на целата година не само што чекаме, туку буквално и живееме за летниот одмор. За да не чекаме повеќе, си поканавме овде стручен соработник, да речеме, односно советник за убав одмор, туристички работник, тоа е Елизабета Кочева Јосифовска. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Бити, вака кога е безпарица, кога е криза, нели постојано се вели треба се штеди, не треба да се троши, но се согласувате ли со она мисла дека всушност патувањето не е трошење пари, туку е инвестирање во убави спомени? Токму така, инвестирање во убави спомени, во нашето видување кон другите работи, кон истражување на местата, се збогатуваме самите себе со тоа што нели патуваме и посетуваме различни места, ја учиме нивната култура, нивната традиција. Да, токму затоа и овде ве поканивме да дознаеме некои места, дестинации кои што се уште се за нас барем не истражени, но прво сакам малку да се фокусираме на нашиот менталитет, нашите обичаи кога е во прашање патувањето. Прво, колку како народ патуваме? Имате податоци, предпоставувам? Патуваме. Летниот одмор е еден период, како што кажа и самата во најавата, работиме цела година за тие 7 или 10 дена одмор кои што ни следуваат. Патуваме доста. Мислам дека после оние година и пол-две ковид криза кои што ги имавме, луѓето минатата година докажаа дека навистина треба да се патува, да го искористиме времето кое што го имаме, нели, и да истражиме се она што ни се нуди. Знаат македонците да патуваат не само за летен одмор, тука се оние викенд патувања, екскурзии кои што ги имаат туристичките агенции како понуда. Крпење на денови, понеделник да си го фатиш со сега петокот. Сега како што се погоди, великденските празници, 1 мај, така да имаме поврзани викенди, продолжени викенди, навистина се користат. Морам да кажам дека сите оние тури кои што ги имавме во понудата се полни, се распродадено, почнувајќи од патувања во Грција, Италија, крв за Великден, значи некои дестинации кои што си имаат некои традиции, обичаи за секој оние празници, еве кои што ни следат и кога патуваат луѓето. Да, инаку претпоставувам дека вие знаете затоа што се занимавате со тоа, но уште еднаш да ги потсетам гледачите, пред некој ден им соопштив дека оваа година всушност е рекордна во бројот на продолжени викенди, дури 10 ги имаме, така што имаат што да планираат. Тоа е супер за нас. Да, и за вас и за самите туристи. Во споредба со другите земји, како стоиме со патувањето? Патуваме, тука сме на рамниште, значи и со нашите соседи, можеме да се пофалиме со тоа, се знаеме дека со соседите, со србите, го делиме нашиот сосед, да, и страста, меѓутоа и дестинациите кои што ги имаме, слични по менталитет, меѓутоа патуваме доста. Ќе кажам, можеби заради достапноста Грција останува секогаш како број еден дестинација за македонците, премногу ни е блиску, кога ќе дојде викенд, еве вака сега 1 мај продолжен викенд, границите се преполни, полна е Грција и за време на летниот одмор. Меѓутоа морам да пофалам дека се истражуваат оние нови дестинации кои што ни доаѓаат на пазарот. Тука се чартер програмите. Ако до пред неколку години тоа беше единствено Турција која што ја знаевме како една таква дестинација, од пред неколку години имаме и Египет, Хургада, од минатата година и Тунис, од ова година, освен овие три, значи, во понудата туристичките агенции, еве ние како ЈК Травел туристичка агенција имаме и Кипар. Горди сме што се донесе еден таков чартер лет, ќе се направи, значи, оваа дестинација, почнувајќи од 20 јуни, значи ќе имаат граѓаните можност за истражување на една нова прекрасна дестинација. Ги охрабрувам сите оние кои што еве се авантуристи, сакаат нови места за истражување и за летен одмор, да не посетат и да дознаат зошто и како е патувањето, како ќе се одвива целата таа програма. Ова дестинација, Кипар, да речеме, за нас, релативно нова, е резултат на соработка со, колку што разбрав, со Кипарското министерство за туризам. Тие беа дојдени овде, значи пред некои 2 Самите недели. тие иницира? Не, ние имаме соработници од Кипар, туроператори, со кои што нели нормално ги работиме сите оние хотели, целиот тој процес на аранжманите кои што го имаме во лето. Меѓутоа самите тие пред 2 недели во соработка со нас, туристичките агенции, кои што сме носители
присуствувале на овој чартер лет, направивме една промоција овде во Скопје, не само за туристичките агенции, за туристичките работници, туку и за новинарите, за медиумите. Мило ми е што навистина беа присутни во голем број. Ја презентиравме Кипар како дестинација, ги кажавме деталите за тоа се околу чартер летот, значи како што кажав почнува од 20 јуни, еднаш неделно ќе се лета. Она што е една добра работа е тоа што се враќаат денските чартер летови, значи не се лета во 3-4 сабајле наутро. Па да не знаеш кај си кој ќе стигнеш првиот ден, меѓутоа ова се денски летови. Мислам дека беа во 15 часот или во 17, не ме држете точно за збор, значи се денски летови, се стигнува во нормално време и нормално. Овие се оние all-inclusive програми кои што ги имаме, значи од моментот кога ќе стигнете на аеродром, значи се ви организирано, значи од летот до трансферот, до самиот хотел кој што ќе го одбери клиентот. Кипар е поразличен и затоа што нема само all-inclusive хотели, имаме хотели, нали, грчките хотели, нели, од 2 звезди па до ексклузивни 5 звезди, меѓутоа доколку некој сака да си одбере услуга само со појадок или појадок и вечера, овде се тоа е возможено. Турција за разлика од тоа, нели знаеме самите дека 99% од хотелите работат на тој all-inclusive концепт кој што нас не е познат на македонците. Ќе ви навратам малку бити повторно на Кипар. Рековте еднаш неделно се лета, што значи претпоставувам дека аранжманите се такви 7 дневни? 7 ноќевања, 8 дена се аранжманите, еднаш неделно. Што е она што човек мора да посети и никош нема да го заборави во Кипар во рокот тие 7 дена? Самиот Кипар, самата местоположба на островот, нели, на Средоземното море, му дава еден посебен шмек, да кажам. Тука е климата, медитеранската клима и она што е најбитно, почнувајќи од мај месец па се до октомври, тие имат лето. Значи не трае летото јуни, јули и август, туку имате една поголема можност, значи да си одберете период кога вие сакате да патувате. Традицијата, културата, прекрасните бели плажи кои што ги имаат, плажите кои што го имаат, нели, тоа сино знаме кој што ги исполнува критериумите на Европската унија, оние најстроги критериуми кои што може да ги има една плажа, се убавини, се работи кои што треба да се видат и да се посетат. Многу градчиња, многу места, традиција, храната, сите оние работи кои што ги има самото место. Плюс тука се и оние излети, екскурзии до турскиот дел. Има ли голема разлика во помеѓу едниот и другиот дел? Искрено, сега, значи, за неколку денови ќе одам во посета на Кипар и ќе знам точно што и како е кога е во прашање оваа понуда. Сега го работиме грчкиот, да, но како факултативни излети сигурна сум дека нашите соработници ќе го имаат тоа, така да ќе оставиме една тајна еви за оние кои што ќе сакаат сами да ја истражат, да го истражат целиот Кипар и сета убавина која што ја носи. Претпоставам тоа ви е најновата дестинација, но имате и широк спектар на други дестинации. Колку како народ сакаме повеќе да одиме на нешто што е проверено, сигурно веќе искусено од некого, колку сакаме да одиме на тие екзотични, непознати места? Има различни луѓе, различни барања, значи туристите, имаме туристи кои што буквално секоја година патуваат и одат на истото место, си имаат одбрано својата дестинација, не сакаат да експериментират со нешто ново. Комфорната зона да не ја нарушат. Имаме туристи, авантуристи, што би рекла јас, кои што сакаат да ги истражат сите овие нови дестинации кои што се нудат на македонскиот пазар. Еден Египет е таков, морам да кажам, за сите оние авантуристи. Прекрасните ресорти, Црвеното море, норкањето, сите тие работи ги нудиме. Меѓутоа тука се тие факултативни излети кои што ги кажа, нели, како што ги има Кипар. Египет не може да одите да не го посетите Каиро и пирамидите, Луксор, сите тие работи кои што треба да се видат и да се истражат. Имаме луѓе кои што тие 7 дена, еве, можеби нема да одат на иста дестинација, меѓутоа сакаат одмор во права смисла на зборот. Сака само морето да е до него и ништо друго не е битно. Значи не е битно дали има факултативни излети, дали треба нешто да се посети. Одморот секој различно си го има замислено и секој со тие замисли кои што ги има доаѓа кај нас и го наоѓаме вистинското решение, односно вистинската дестинација кој каде треба да помине и да отиде на одмор. Се научивме ли, Бети, да планираме навреме, нешто што голема разлика имаше помеѓу нас и западниот менталитет, кој што уште 3 години однапред знаеа точно кој ден, која минута каде ќе одат, а ние обично чекавме до после. Кој ќе се вжешти Скопјево, тогаш го напуштаме. Секогаш морам да кажам дека особено скопјани одморите ги резервираат со оние
први понуди кои што ги вадат агенцијата, ги Што е многу користат поволно, оние така е. попусти за рана резервација. Ние како туристичка агенција нашата понуда оваа година за лето 2023 ја објавивме во ноември. Значи им дадовме можност на граѓаните да имаат време кога да го закажат својот одмор, нели нормално доколку за оние кои што знаат точно кога и каде треба да патуваат и да ги искористат тие попусти за рана резервација. Имавме попусти до 35%, која што не е мал процент и таа можност од самата резервација до моментот кога ќе заминат, значи имат неколку месеци за отплата на тој одмор. Значи ќе дојде како едно патување, меѓутоа се го плаќаат на неколку месеци, се до моментот на заминувањето. Што кога веќе ги споменавме и попустите, едно значајно прашање секако за целата наша публика е: мора ли сето тоа да чини многу? Може ли со скромен буџет да се одвои еден убав одмор, ама одморот с ништата? Може. Вака, значи толку големата понуда која што веќе ни е достапна на сите, овозможува одмор буквално За сечи джеб, да. Значи морам да напоменам дека еве одморите за Грција ќе ги земам како дестинација која што ни е блиску и за оние кои што еве немаат превоз. Тука имаме автобуски превоз во нашата понуда, значи буквално се им е организирано. Почуваат од 69 евра, зборуваме апартманско сместување за една фамилија, трочлено или четворочлено семејство за 7 ноќевања 8 дена. Значи тоа се оние цени за оние први термини кои што ги имаме, меѓутоа и со малку повисока разлика, сепак во топ сезона во јуни, во јули можат да се дозволат 7 дена одмор да одморат сите. Тука се секако и оние нели ексклузивните, скапите одмори. Секој според својот буџет, според можноста колку може да си дозволи, има одмор за секој буквално и за секоја дестинација. Видите, вие туристичките работници го делите ли сега времето на пред корона и по корона? Мора да го делиме времето, да. Тоа беа навистина тешки 2 години за нас, најтешки за туристичкиот сектор, морам да кажам. Ние бевме најпогодени од целата таа криза, затоа што веќе беа започнати сите оние закупи кои што ние ги имавме, понудата беше извадена, нели, кога се затворија сите граници, кога останавме буквално без работа, меѓутоа поминавме некако, пребродивме, се свртивме на малку истражување на Македонија. Значи го свртивме туризмот на една малку поинакво видување, затоа што многумина од нас и ја нема истражено Македонија и не ги знае убавините, нели, на Македонија. Меѓутоа се враќаме во нормала. Македонија ја имаме секогаш во понудата, меѓутоа ги шириме, нели, видиците, ги шириме нашите дестинации, нашата понуда сакаме да биде богата и достапна буквално за секој, се што ќе побара да можеме да му излеземе во пресред. Ова всушност ќе биде прво вистински слободно лето, така лани уште се имаше некои обиди, се уште не особено не може да се планира за лани на време. Да, меѓутоа нели беше слободно, минатата година се случи во јули месец буквално да нема слободен капацитет каде што бара луѓето да се сместат, не само кај нас во туристичките агенции, веќе се беше распродадено тоа што го имавме, туку и самите сопственици на сместувачките капацитети во Грција, еве како пример ќе ги земам, значи немаше слободна куќа, хотел кој што може да се закупи веќе во јуни-јули за да имаме што да им понудиме на луѓето во понудата. Буквално се беше распродадено. Сега посакувате да се врати се на времето пред пандемијата или сметате дека напротив ќе биде уште подобро за вашиот сектор со тоа што сега почувствувавме на сопствена кожа и уште повеќе почитуваме таа слобода на патување? И пред пандемијата се патуваше доста. Морам да кажам, 2018-2019 година беа навистина добри за туристичкиот сектор, не само кога се во прашање и летните одмори, ќе ги споменаме еве и овие ефтини авионски летови кои што ги имаме, значи им дозволуваат на граѓаните буквално да патуваат кој каде ќе посака. Меѓутоа да, после короната го цениме тоа време кога бевме затворени, уште повеќе сакаме да истражуваме и мислам дека луѓето сватија дека не треба веќе да се штеди, ќе одиме 7 дена, еве Грција да кажам,
ќе поминеме некако, туку напротив се подослободија малку и сакаат да ги прошират своите видици и да ги истражуваат новите дестинации. Може токму и од тука дојде таа потреба за нови дестинации, нови чартер дестинации кои што и ние како туристички работници, нели, ги зедовме плюс во нашата понуда, за да има нешто ново што може да им се понуди на клиентите да искусат. И за крај да ве прашам нешто што сигурно приватно многу ве прашуваат. А тоа е која лично вашата омилена дестинација? Место кое што повторно и повторно би оделе? Мојата лична, јас имаве како туристички работник имам можност да ги истражам сите овие дестинации кои што ги имаме, да. Меѓутоа некако кога патувам со фамилијата, Врахос, морам да кажам, е дестинацијата која што еве трета година поред се враќам. Врахос е едно место мало на Јонско море, совршено за фамилиарен одмор, морам да кажам, се ви е толку близко до плажа, достапно, мирно место, не знам, како фамилиарно место за одмор, мене ми е до сега број 1. А вака од она што го шетам Египет, еве сега реков и Кипар, сите оние дестинации кои што имам можност да ги истражам, се несекојдневни и нови искуства за мене, и не можам да одвојам една која што ми е како омилена. Што значи, кај вас се споени оние различни типови на туристи, што рековте, од една страна на моменти сакате мирно, да не излегувате од комфортната зона, од друга страна да истражите и нешто ново. Пред сезона има можноста за истражување, значи на сите овие места кои што се нови, додека значи откако ќе помине сезоната, ќе заврши сета таа гужва која што ја имаме ние. Прав одмор, буквално, да, и тогаш, значи, со најблиските место за уживање, каде што ни е секогаш проверено и најдобро. Бети, многу ви благодарам на ова ваше гостување. Ние сега ќе се ја задржиме тука, Бети, затоа што сите имаме прашања за неа, а секако и вие гледачите ќе може да се обратите доколку решите навреме да си го испланирате летниот одмор.